Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме за пораките кои ги испраќаат оние најнови пораки од страна на дипломатите по однос на состојбата во која што се наоѓа Република Македонија. Кризата која веќе повеќе од 2,5 години трае и практично ги забавува сите останати процеси и начини на живење во оваа држава. Сите бараат што поскоро да се решава, за разлика од партиите кои што секоја од нив стои на своја страна и не го менува ставот, барем за сега. Но, во продолжение ќе одиме со прилогот на колегата Александар Пешев, токму посветено на пораките на дипломатите, а од Европа и од Соединетите Американски држави, па ќе се вратиме во студиото. Задачите се на маса, од нивното остварување зависи почетокот на реформите, смета германската амбасадорка во Македонија Кристина Алтхаузер, која запрашана дали постои излез од кризата, испрати идентичен апел како и нејзиниот колега, евроамбасадорот Самуел Жбогар и американскиот State Department. Да, постои излез и постои пат, а тоа е имаме изборен резултат, ќе треба да се формира влада, првин ќе треба да следи избор на спикер во собранието, инаку задачите се веќе на маса и со реформи ќе мора да се започне што е можно поскоро, а потоа секако ќе дојдат и локалните избори на ред, меѓутоа како што кажав, по оној ред след кој што го наведов. Пораката на германската амбасадорка следи по реакцијата на американскиот State Department, од каде ги поттекнуваат македонските лидери да сторат се што можат за формирање на влада без натамошно одлагање, за државата да може да продолжи со реформите потребни да стане полноправна членка на евроатланското семејство. Политичарите кои се обидуваат да го блокираат формирањето на владата ги обезвреднуваат владењето на правото, демократските процеси и стабилноста на Македонија и регионот пошироко. Ние ќе работиме со нашите европски партнери на охрабрување на овие политичари да престанат со нивните обструкции, вклучувајќи и земање на одговорност за нивните постапки. За сега нема дополнително објаснување како State Departmentот би ги охрабрил политичарите да престанат со обструкции и дали станува збор за индиректна најава за санкции во координација со Европската Унија. Евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар порача дека дојде на моментот кога власта и опозицијата треба да почнат да се слушаат едни со други со една цел и дека тоа е важно за еднината на земјата и за европската интеграција. Партиите пак и денеска се со поделени ставови. Од ВМРО ДПМН во врска со пораките од САД и Европската Унија сметаат дека за гарантирано право на дискусија согласно деловникот за работа на собранието и согласно законите не е ниту може да се смета за каква било обструкција. Од СДСМ пак се настав дека овие пораки од меѓународната заедница повеќе се насочени кон ВМРО ДПМН и председателот Ѓорги Иванов, кој партијата ги опишува како кочничари на процесите во државата. Така, по прилогот на колегата Александар Пешев, одиме со вашите јавувања 0260 91 924 или 0260 91 925, телефонски броеви на кои може да го давате вашето мислење, а додека пак оние кои што можеби не сакаат да се јават во програма во живо, можат да ни остават коментар на фан страницата Мој термин, односно Очи во очи, споена е од двете емисии оваа фан страница, каде што пораката ќе ви биде прочитана веднаш штом и ќе биде забележано дека е добиена. Одиме со првото јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, поздрав од Соединетите Американски држави, редовно ве следам. Благодарам. Емисијата ви е прекрасна. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Ја следам редовно политичката состојба во Македонија, меѓутоа ни се прекина врската со Соединетите Американски држави, веројатно, баш ме интересираше овој дел. Дали ќе имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Што се прекина со повелете. Штета. Повелете. Вака очка со темава. Ајде. Не да е обструкција, туку апла. Реплика. А реплика се знае кога се дава на ајде не речем на противникот. Ако не се слага со тоа. Ама ова е реплика, вика, ти добро кажа, дополнување. Подобро господинот Трајко да рече дополнување, а не реплика. Ја не знам како е тоа, не да е обструкција, ова е затементирано, забетонирано. Жива срамота и
Ја реков пред некој ден кога добив, ако сакаш, тие што имаат низок притисок, ако сака да им се качи притисокот без да пијат апчиња онова, нека учиш парламентот и притисокот тука е. Така да, мислам дека потребно е меѓународната заедница да ни посвети малце поголемо внимание. Се од една страна ги молиме за ЕУ и НАТО, ги молиме за други привилегии да имаме од тие институции, а од друга страна ги игнорираме. Поготово се однесува за господинот Иванов. Најголема грешка. Ја и пред некоја вечер реков, кај ќе му биде образот, кој ќе биде цивил, кој ќе негова натака навака меѓу луѓево, кој ќе оди на факултетот да предава. Што ќе предава? Како ќе предава он? Кој ќе му рече студентите, добро, господине, професоре, кога беше предател, ова и ова го кажуваше. Сега на нас ти кажуваш противно. Сега кажуваш вистина, тогаш не вистина. Така да, ако ни направат белја со санкции со тоа, за жал, ние народот ќе го осетиме. Добро. Затоа што нема да имаме за неколку месеци сега ни пензии, ни плата администрацијата. Што ќе правиме тогаш? Тек тогаш овие од пред парламентот што се движат и владата ќе го осетат тоа и да видиме тогаш кај ќе биде крајот на тие. Не знам ја позиција да митингува против опозиција. Каде тоа го има? Так, добро. Не знам. Поздрав и се неубаво. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, на телефон е Душко Јаневски. Поздрав до вас, Душко, како сте? Добро, мило ми е. Ја чекам да ми се јавите очи во очи со Саво Климовски и Михаил Маневски. Да, но тоа веројатно нема да биде изводливо. На крајот ке можеби ќе треба да седете сами. Дали сте се уште на линија? Да. Да, на крајот веројатно ќе треба да седите сами. Зашто? Па затоа што тешко би се извело такво гостување. Од другата страна нема да прифати. Нека излеза, ја кажувам јавно, има и луѓе што ми селуваат десетици од Македонија табак што ќе потврда, што ќе може да се јава. Така. Ја ви се извинувам, имате многу добар ген од, да ве поздравам, извините вака, на вашиот дедо сте вика, од мајката татко и на вашиот вујко што е позната личност. Така. Благодарам. Имате најдобар ген, извините. Ви благодарам многу. Поздрав до вас и ви посакувам пријатен ден и благодарам и за комплиментите по однос на моето семејство. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Дали сум во програма, да? Да, вие сте, повелете. Поздрав до вас, Огнен, и до вашата благодарам. телевизија. Поздрав и до вас од нас. Повелете. Едно сакам да кажам за ова што е темата дипломати постои излез. Требало би да постои излез, еднаш за секогаш више да видиме, да не бидеме напнати цело време ние оно што чекаме. Меѓутим, гледам седницата кога сега одржува седницата, поранешниот премиер Нико Куевски се доле гледа, дали гледа по телефон што да се работи, како да се работи, се наведнетво пред себе гледа, не гледа уопште луѓе, не гледа, како не заинтересира. Во што гледа не интересира? Дали во телефон гледа или, извините да се изразам, не сакам да се изразам вулгарно, дали гледа во друго нешто. Толку од мене. Благодарам, да. И толку. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Кисковски на телефон. Поздрав до вас, Кисковски, повелете. Вака, имам јас предлог ВМРО ДПМН да отиде во Македонскиот народен театар и тамо да ги глуми овие работи, така да ќе наплаќа од публиката билети и карти тамо колку коштат секој ден и тука ќе има допринос, барем ќе збира пари. Тоа е една работа. Друга работа, СДС со коалициите ќе си ја прави владата, а кој е прифатил платформата? Па нека им постават еден телевизор и Рама нон-стоп пред нив нека го гледат како кажува. Платформата е прифати Никола Груевски. Дали се
слепи, не гледат или се глуви, не слушат. Така викаше еден во парламентот, да го подсветам, дали гледат и дали слушат. Так. И што сега представат, Заев прифатил, нигде не рекол. Тој може да се разговара за се и се што. Може да разговараме и атомска бомба да правиме. Не значи дека треба да прифатиме. Јас сум видел во овој народ што е ништи Македонија и сака да ја уништи и овие на улица што излагат. Па тоа е катастрофа, тие го бранат криминалот, а не се за платформа и за Македонија. Тие се за против Македонија. Ги лажат луѓето. Ете, тоа е реалната слика. Поздрав и убав ден. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. На Дојче Веле на македонски јазик, доколку отворите поднос на темата за која што ние разговараме, ќе најдете текст кој се осврнува на неколку работи и прави и компаративна анализа по однос на искуството на Додик, Милорад Додик. Текстот вели вака: македонски политичари се соочуваат со мерки и санкции од Соединетите Американски држави и Европската унија, доколку продолжат да ги блокираат демократските процеси во земјата. Оваа најава, која долго кружи како гласина од повеќе анонимни извори во Брисел и Вашингтон, за прв пат официјално беше потврдена од Стейт Департментот во вчерашната изјава за програмата на Гласот на Америка. А во неа се вели, како што имавте можности од прилогот на колегата Пешев и да слушнете: политичарите кои се обидуваат да го блокираат формирањето на владата, ги обезвреднуваат владењето на правото, демократските процеси и стабилноста на Македонија и регионот пошироко, гласи ставот на Американското министерство за надворешни работи. Дополнително во изјавата се најавуваат и мерки против тие политичари, доколку праксата на блокади продолжи. Ние ќе работиме со нашите европски партнери на охрабрување на овие политичари да престанат со нивните обструкции, вклучувајќи и земање одговорност за нивните постапки, порача Вашингтон. За сега нема детали ниту информации што би предвидувала заканата со земање на одговорност на политичарите во Македонија. Соединетите Американски држави имаат на располагање повеќе мерки. За делот од компаративната анализа малку подосна во емисијата. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Христос воскрес. Ваистину воскрес, се повелете. Ето вака, млад господине. Почнете со изјавата там за американската изјава на Стейт Департментот. Викате дека доколку некои политичари во Македонија не дозволуваат или прават обструкции за формирање на влада, дека тоа ќе има последици за нив, че има одговорност за нивните постапки. Да, за нивните постапки. Бре. А дали ви како препаметен дечко не запрашате зошто истиот тој Стейт Департмент, замисли, тие се гледаат дали некоја мала држава од 1.800.000 жители ќе формирала влада па да ги кажат. Еве сега ќе ме потсетам тој Стейт Департмент. Тоа било голем проблем. Еди Рама вчера кажува дека Косово ќе се спои со Албанија. Председателот на Косово кажува албанците од Македонија да ги земат работите во своји раце. Гледате денес од Црна Гора што зборуваат албанците. Нашите албанци формираат. Тоа не било загрозување, било загрозување дали некоја мала држава ќе формира влада сега или по 5 месеци. Дали сме толку ние наивни будали или како? Дали тоа не ве посеќа, дали не мириса на нешто друго? Ајде, дечко, ви одговорете, млад господин. Господине, нивната изјава се однесува токму на она што се случува во Република Македонија. Поврзаностите со тоа секако дека ги набљудуваат, а што се однесува до изјавата на Еди Рама, истовремено Еди Рама имаше изјавено дека нема никаква платформа од Тирана, туку платформа на албанските партии на кои ние им помогнавме. Ние имавме, сега дозволете да завршам. Дозволете да завршам. Ние имавме одделни средби со лидерите на албанските партии и зедовме прибелешки се што кажа. Тие се обединија во едно парче хартија, рече Рама во интервју за една албанска телевизија. Според него, вистината е сосема поинаква од она што го тврдат председателот Ѓорѓе Иванов и ВМРО ДПМНЕ. Тој додава дека не се согласил да се сретне со ниту еден лидер на партија за време на изборната кампања. Дали сте се уште на линија? Да, дали верувате ова што го читате вие? Молам? Дали ова што го прочитавте верувате во тоа што го читате? Господине, јас ги коментирам само изјавите кои што се давани. Ако одев на тоа дали верувам на некој политичар во Република Македонија или во регионот на Балканот, до сега можеби немаше ни да ја работам воопшто оваа работа. Па господине Огне, вие сте медиум. Вас ве ценат, него ценат Канал 24.
За оваа емисија се луаме ние ради Огнен Јаневски, не ради Канал 49. Ви благодарам. Коментарите кои што треба да се даваат на изјавите на сите политичари поврзани околу кризата за внатре и однадвор, треба да бидат секако земани со резерва и да се разгледуваат и другите страни. И секој си ја бара својата вистина во целиот овој панагюр. Дали сте се уште на линија? Да, добро. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува еден слушател и гледач што ја сака Република Македонија. Поздрав до вас. Повелете. Благодарам. Ги поздравувам сите што ја сакаат Македонија. Добро. И сакам да кажам само една моја констатација. Ајде. Дека арамиската дружина на досегашната власт била многу поголема отколку што можевме да претпоставиме. За жал, Јаничари, Трчкарала и таму не знам колку присилени, свесни, несвесни, срамота е ова што се работи во државата. Да се ништи државата за нечии интереси, срамота е навистина. Ова никаде не води. Се слушаат гласови на некои луѓе што се, да кажеме, непознати во светот, а луѓето кои се почитувани во светот, дипломати, што имат искуство во многу работи, кои биле во многу конфликти, кои имаат неверојатно искуство, воопшто не сека да им се слушне гласот. Ова е навистина за жалење и се чудам на луѓето што излегуваат по улиците и што протестираат, кого и од кого бранат тие луѓе. Ова е нешто лудо. Јас не знам, навистина со денови гледам и се трудам да добијам, еве конечно добив, меѓутоа ова никаде не води. Ова е нешто неверојатно. Значи, да се чуди човек дали има свесен и реален народ. Јас не сум политички определен и не ме интересираат политиките на партиите. Меѓутоа ме интересира квалитетот на животот мој и на моите деца и на децата на моите комшии и никој да не сака да избега од државата, а само тоа се зборува. Сите се спремаат бугарски пасоши, бугарски државјанства бараат, сакаат да бегаат, не гледаат излез, само темнина и глупости. Добро. Докаде ќе оди ова, не ми е јасно. Така, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Трајче на Фејсбук ни вели: огнен поздрав од Трајче Зубац од Кавадарци. Одговорно тврдам дека пратениците се ненормални и се сложувам со оваа судијката што бара психијатри за во Врховен суд. Треба и во собрание да ги прегледаат, да даваш реплика на латас, а цело време да збориш против Огнен. Не само не само што не е нормално, туку абнормално е, тоа го прават во собрание. Добро. Сонја пак вели: дипломатите арни пораки упатуваат, неопходно значи хитно, ама ДПМН е намерно го кочи формирањето на влада. Денес со солзи во очите ги гледав случувањата со децата што имаат посебни потреби и нивните родители. Тие надвор бараат што им следува, а овие од ДПМН нели ги е срам барем да излезат и зирнат што има надвор, ама што им е гајле, тие гледаат да добијат на време, жално. На тоа пак Семир додава: овој е веќе стварно срамота, треба нова шарена резолуција и да се направи нова влада. Поздрав од Семир. Поздрав и до вас, Семир. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, Христос воскрес. Ваистину воскресе, повелете. Вознесение вака се поздравуваме на христијаните. Така. Ти Огнен. Повелете. Дали ви е познато колку коштат една дневница на собраниската седница која ќе расправа? 20.000 евра кошта, од прилика 20.000 евра се груби пресметките за одржување на една седница. Продолжение на продолжението на конститутивната. Значи 50 дена по 20.000 евра, тие колку иде 100.000 евра. Ефективно тие имаат ефективни работни денови 15 пратениците. Така што да, 15 по 20.000, машала, тоа е околу 300.000 некаде. Тоа се заслужени за тие пари, навикнати со овие како што ги рече да надвојниците, криминалците, тие доведува држава до проскачи стапи, тие се навикнати на
такви износи суми да оштетуваат државата место да им помогнат тие дечина тука што пред ним штрекуваат и денеска гледам прати или обезбедување од градот Скопје да ги тргнат од шаторите и со ним физички се обрашуваат. Дали е тоа човечки, дали имаат човечки чувство на човечко нешто, страв Божи дали имаат, дали тие се родители, дали тие се нечии синови, дали тие се нечии баби, дедовци, стриковци, стрени, дали тоа е ова возможно кај нас работи. Излез робе, ти огне постои, ти извидиме, оти со Роберта, часопати се не контактирам огнен. Ако? Че ми опростиш? Да, поверат. Уште едно се апелирам. Нека не покажат јавностите, нека излезат и Уставниот суд, некој од Уставниот суд. Нека излезат од сите политички партии по еден представник, дали литерите или другите. Да не покажат да нас, гледачите, лично платформата да ја прочитаме. Во колку таа платформа вистина не задират на Уставот, вистина нема ништо противуставно, вистина не е све како што се кажуваат. И во колку нема се менуваат уставно, затоа викам тука да биде уставен судија. А тоа уставен судија да каже тоа е противуставно, тоа е противуставно, тоаш не само тие што се таму. Ние ќе излеземе овде, а тие таму ќе ги снема, ќе избегат одма. Ние не определените вистинските патриоти, вистинските луѓе, жители, граѓани што сака Македонија, ние ќе решиме на брзина кризата, ќе решиме и сите таквите, со таквите уставни работи да сочистат и да се формира една брзо експертска влада, да ќе се донесе решение во нашата земја. Иначе е срамота и брука ова што се работи од тие народите патриотите да поманосите. Иначе ВМРО свич таму парламентот немат. Ако дојде ВМРО да поме да спадне на ниво Милошевски Илија Димовски, од јас бил целата партија. Нека име Страм и Јазак и сите кои поддржуваат тие. Нека не се игра со четирите крвави македонски ви свети буки ВМРО. Со крв се пролие не могат прада да за сите наши ги пролие. Благодарам се него. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Сашо С, со оглед на тоа дека имаме двајца Сашовци, овај ќе го нарекувам Сашо С, вели, штом Америка се фали со санкции, тогаш на вистина постои платформа и дека таа мора да се прифати, затоа што таква им одговара ним. Збунува само леснотијата со која СДСМ бараат да формираат влада, како да немаат обврска кон тие што дале подписи за нова влада. Ова е мојата причина што јас сум дел од протестот за заедничка Македонија, е да го бранам Груевски од затвор, ама ако е причината да се заложваш за воведување на службен албански јазик по секоја цена, а знаеш дека МКД народ тоа не го сака. Добро, додека пак Тодор вели, излезот е да не ни дадат кредит за пензии и плати, па да им се обесат на врат на ВМРО 300.000 пензионери и уште толку администрација, војска, полиција, просвета. Поздрав од Кочани, разбираш. Поздрав и до вас, Тодор. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Мислев дека имам еден пред мене. Вие сте сега на линија, повелете. Благодарам, Огнен. Сакам една реплика тебе да ти дадам. Ајде. Ако можеме да ја наречеме, бидејќи реплики се во мода. Тоа е во мода сега. Јас потоа нема да давам контрареплика во интерес на другите гледачи. Точно така, знам. Немој, те молам, тија ме слушаш? Да, ве слушам, зборувајте. Тие створи ова емисија. Ти не си тука да одговараш на некои прашања на луѓето. Немој да одговараш на никого. Тој сака нека зборува, сега да почнеме сите да ти поставуваме прашања за твое мислење. Ти си новинар, ти сигурно сум дека ако не ви одговараат политичарите, ќе мора некој да одговори. Добро, ако сакаш одговарај, но ја мислам дека ти тоа нема да го правиш. Така, добро. Вака, Огнен. Многу е добро што од сите страни од светот, дипломатите, официјални лица на држави велат стоп, веќе готово, мора да се формира влада. Тие што прават инструкции, најверојатно собирани збори ќе бидат изолирани. Тоа веќе тие го чувствуваат. Например, председателот Иванов чувствува кој му дојде во посета, кој? Да ги наброиме на прсти, 1, 2 и тоа најверојатно се нарачани да дојдат само да не седи Иванов джабе и да не оди на некои форуми, не знам каде, а во државата се случуваат многу нешта, за кои и тој сноси многу голема вина. Овие луѓе што зборуваат пред мене, сите ги почитувам,
па и оние кои контразборуваат, но нека застанат и нека прашаат тие што протестираат. Нека излезе нашиот лидер, мислам во нивно име збор, нека излезе нашиот лидер и нека каже јас немам никаков криминал, луѓе, јас ништо лошо не сум направил на оваа држава, јас сум најголем патриота. Тогаш и јас ќе му се придружам во ова луда работа што ја прават. Тие измислија протести и контрапротести. Не измисли СДСМ. Тие измислија се и сешто. И сега се знае само да ги спасат нивните, да не кажат. Тие ова прават и ќе прават и понатаму, нема да се обазираат на оние светски дипломати што и велат да го предадат власт мирно. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Никола на Facebook вели: поздрав Огнен, пораката е јасна, господинот Заев треба подхитно да формира влада, во спротивно не само што ќе покаже слабост, а слабоста ќе донесе до некое ново седнување на маса. Седнување на маса е најпогубно, тогаш ќе стане останатиот народ, а тоа ќе е лавина. ПС, мирни демонстрации, тепање новинари, доаѓање со булдужери, трактори, багери, ама мирни демонстрации. Поздрав. Клара пак вели: доста е веќе, многу е вложено од страна на нашите странски пријатели во насока оваа земја да влезе во ЕУ и НАТО. Се залагаме за демократија, а ни се случува баш и бозук. Редно е да се санкционираат криминалците и со ред, затвор, враќање на парите, на граѓаните и воспоставување на демократија. Додека пак Драган вели: надпревар, Вардар Шкендија, од трибините се скандира: уби го Каурот, за соживот. Гледачот предмалку за луѓето што викаат дека не знаат зашто протестираат, за тоа протестираат. А ти кажуваш колку кошта една седница и дали пресмета колку ја кошта Македонија, што СДСМ 2 години ја блокираше Македонија, плюс земаа плата, а не одеа на работа. Еднаш имам кажано, уште еднаш ке повторам, бидејќи директно е до мене прашањето поставено. СДСМ има депонирано оставки во собранието во периодот додека не одеа на работа, но тие оставки не беа прифаќани, така што не можеа никако да го напуштат работното место, ниту пак да се вратат на своето старо работно место. Немаме рибина меморија, не забораваме. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Да, поздравам вашата емисија. Благодарам, поздрав и до вас. Имав една мисла, ама те слушам се на тебе, што збориш и... Па ви се смени мислата. Ми ги измеша брзините, ама нема врска. Ајте, ќе ги вратиме. Така. Повелете. Сега, сакам да кажам. Ајде. Неопходно е итно формирање влада, тоа е точно. Криминалците, стварно, нешто треба да лежат затвор, него треба да си ги вратат и парите. Овие што протестираат, стварно не знаат зашто протестираат или даден им е газот под кирија, вработени се во администрација, па мораат да искочат на улица, бидејќи и тоа работно место ќе го изгубат, а не се свесни дека владава си оди, ова и се последните шанси, со тоа што каде после тоа овие фаци ќе се појават низ градов, мислам дали ќе им биде лицето чисто кого бранеле, и мора да се замени оваа влада и имотот да им се заплени и сите пари што ги украдоа да ги вратат на народот, затоа што овој народ го опустошија. Така. Толку имам да ти кажам. Так, благодарам. И пак ќе ти ја поздравам емисијата и да ти кажам дека си добар водител. Ви благодарам многу. Пријатно. Пријатно и до вас, ви посакувам убав ден и тоа е и последниот гледач за ова издание на Очи во очи. Јас и вие се гледаме повторно во изданието, едното издание кое што ќе го имаме денеска во мој термин, а тоа е веднаш по репризата на Андрија и Анđелка. За крај, Цане вели: дипломатите зборуваат, кучињата лајат, караванот минува и повторувам, стравот е сега кој го детерминира однесувањето на милите патриоти. Пријатно.